Здраво, добре дојде, мило ми е што се сретнавме, што во моментот разговарам со тебе на оваа тема и на други облагно со Диши театар, да се запознам тебе подобро. Денеска тука сум со Весна Терзиовска и таа е представник од Црвен крст Охрид. Весна, да сакаш малку да не се представиш на кратко. Добар ден, Сара. И мене ми е драго дека се сретнавме за друга прилика, меѓутоа повторно во рамки на активностите на Црвен крст, да, како што кажа со Весна Терзиовска, волонтер од Црвениот крст Охрид веќе над 20 години, иначе сум дисеминатор, пекар инструктор, еден од членовите на тимот на Диши театар и сум и потпредседател на Црвен крст Охрид. Кажи, како започна твојата вклученост во Црвен крст Охрид и во организацијата на Диши театар? Мојата вклученост во Црвен крст Охрид започна со моето вработување, да речам, во основно училиште. Јас сум професија педагог, па поради тоа се вклучи во една едукација на млади лица во волонтерски во Црвен крст, заедно со една колешка, па на некој начин бев препознаена од тогашните волонтери во Црвен крст Охрид, бев испратена на неколку обуки во рамки на Црвен крст програмите и всушност мојот почеток во Црвен крст го поврзувам со програми за едукација на млади и потоа како дисеминатор. Потоа многу брзо влегов во програмата промоција на хумани вредности, која што и ден денес се реализира. Јас сум таму првично почнав како дисеминатор, но сега сум веќе ПХВ инструктор и ПХВ ментор и во рамки на тие ПХВ проекти кои што ги изработуваат младите и во рамки на таа програма имавме многу креативни работилници, многу можност да работиме со деца, да реализираме програми преку играње улоги. Тогаш, во тој период, некаде 2012-2013 година, заедно со други ентузијасти од Црвен крст Охрид, свативме дека има многу младинци вклучени во ПФА проектите кои што знаат да глумат, имаат одлични актерски вештини и едноставно се договоривме да направиме театар и да направиме представа која што ќе биде искреирана од наша страна и да направиме можеби етник фестивал. Го крстивме тоа Диши театар и фактички така е основа Диши театар 2014 година. Што те мотивираше да работиш токму со млади и баш преку театарот? Покрај тоа што кажа дека нели имало многу волонтери кои се занимавале со театар. Така да, да работам со млади ми е на некој начин и професија и можеби тоа е главната причина која што се уште мене ме тера во рамки на Црвен крст да работам со млади. Значи едукација на млади ми е на некој начин и моја професија. Тоа да работиме на театар театарот е моја љубов, моја страст, да речем, уште од младите години, не како актер, не како глумец, но како публика. Значи многу сакам да гледам представи, многу сакам да читам драми и на некој начин кога тоа го споив, испадна в Диши театар. Добро, од твоја перспектива, зошто е важно младите да имаат простор за уметнички и слободен израз? Да, многу е важно според мене да имаат младите простор. Важно е да имаат простор генерално за себе изразување, бидејќи на тој начин тие се запознаваат себе си, растат додано што може да растат и ги изразуваат своите емоции, своите вештини, своите способности и така натаму. И кога тој простор што им го даваме на младите ќе се поврзе со уметноста, која што е нешто што ја храни душата, мислам дека е тоа многу важно, бидејќи тие можат да се едуцираат многу правилно преку тоа и да го пренесуваат нивното искуство, нивните знаења, нивните таленти и на другите генерации, преку тоа да испраќаат фактички и позитивни пораки. Добро. Што ти лично се научила низ годините да работа со млади актери, волонтери и учесници во различни програми? Што сум научила? Сум научила прво дека секој младинец, секој волонтер има некаков капацитет кој што треба да дојде до израз и треба да се помогне истиот да се развие. Дека младите се многу креативни, дека она што кажа треба да му се даде простор, соодветен простор тоа да го изразат, треба постојано да се поттикнуваат, да се охрабруваат и треба да бидат уважувани. Значи младите и волонтерите
треба да бидат уважувани без разлика за какво дело станува збор, бидејќи тие го даваат своето време, својот талент, својата енергија за нешто за кое што не бараат ништо за возврат. Мислам дека е тоа многу великодушно од една страна, а од наша страна како некој кој што работи со нив е многу важно тоа да го прифатиме и да го насочиме во правилна насока. Добро. Не спомна како е започнат Диши театар, но како е фестивалот всушност Диши театар, на кого пред се е наменет? Така да, Диши театар е всушност сега веќе израз на и многу брзо израз на меѓународен аматерски театарски младенски фестивал. Диши театар, бидејќи на самиот почеток ние почнавме со креирање представи од страна на волонтери на нашата организација Црвен крст Охрид и ги поканивме и општинска организација од соседните земји со кои што соработуваме. Значи Црвен крст од Ужице, Црвен крст Крагуевац, Црвен крст Суботица, Црвен крст Пар и Црвен крст Требиње. Им дадовме насоки да подготват представи и да дојдат на самиот фестивал. Значи тој од старт беше веќе фестивал кој што траеше 3-4 дена. Така и продолжи. Намените за целата публика кој што во тој даден период, а тоа е во отприлика средината на јуни, се наоѓа во Охрид. Значи намените за охриѓани, намените за сите добронамерни граѓани, туристи, гости кои што се во тој момент во Охрид. А идејата ни беше да понудиме нешто пред Охридско лето. Бидејќи ние знаете дека Охрид имаме Охридско лето кое започнува од 12 јули и трае до август, но сметавме дека тој период во јуни некако е, ајде да кажам, културно сиромашен во однос на театарот и ние ето се поставивме тука за намените за сите кои што сака да видат нешто оригинално и да слушнат некои позитивни појави. Покрај тоа дека младите го организираат, дека е огромна организација на Црвен крст, не само Охрид, тука и тај кажа дека имате и други кои учествуваат на него, пошто овој фестивал е препознатлив кај публиката, кај јавноста во Охрид? Да, добро прашање. Препознатливи сме по тоа што тој е наш оригинален фестивал во смисла, значи представите кои што публиката ќе ги погледне се текстови кои што ние ги пишуваме волонтерите, наше авторско дело, има тим од Диши театар кои што го подготвуваат текстот. Понатаму оригинални сме по тоа што волонтери, актери, да речем најклучни волонтери од младинците се актери кои што го играат тој текст, тоа сценарио. Оригинални сме по тоа што тие самите можат во текот на пробите да изменуваат нешто, да додаваат на тој текст кој што ние сме го подготвиле. Сами ја правиме сценографијата, сами ги правиме костимите, сами сме на музика, на светла, значи можам да кажам дека сме оригинални по тоа што ги користиме само нашите сопствени капацитети. И тоа го знаат сите, и тие се представи со слободен плес, значи тоа е како наш дар, да речам, од Црвен крст и од Диши театар за охриѓани на сите гости. Дали се забележува некои промени кај младите кои учествуваат во самото вербата, комуникацијата или чувството на припадност? Така да, апсолутно. Значи секој кој што влегол во оваа програма во Диши театар, кој што бил на било каков начин вклучен, кога ќе заврши тој процес, тој циклус, е веќе друг човек. Од сите овие аспекти кои што ви ги наброја, кај некој помалку, кај некој повеќе, но апсолутно дека кај сите има промени. Во однос на самодоверба, значи имаме навистина импресивни промени, бидејќи има многу младинци кои што се срамат да настапуваат пред публика, се срами да имаат голема желба, значи го разбиле тој страв, таа трема. Исто имаме младинци кои што не се познавале себе си доволно, не знаеле дека ќе блеснат во одредена, да речеме, улога во рамки на Диши театар, не само како актер, него ето и како некој кој што помага во сценографијата, некој во музиката и така натаму. Така да кај сите младинци имаме големи промени во однос на нивниот талент, на нивното себепознавање и на нивната самодоверба, а да не зборувам за оние други навики кои што ги развиваме кај нив, типот на одговорност, нормално правилно однесување, да речеме, исто и некој технички аспект, значи логистика, кога зборувам дека сами го правиме, тоа навистина сами се подготвуваме, така да има тука многу вештини кои им се развиваат, кои кога ќе заврши целиот циклус на Диши театар, тие веќе ги стербале.
Што мислиш, дали е клучно еден театарски, мислам, што е клучно за еден театарски проект да биде навистина од младите за младите? Клучно е да ги слушаме низ, што е она што е актуелно, да биде пренесено на нивната генерација, условно кажано, од младите на младите, бидејќи се менуваат времињата и она што било важно кога ние сме биле млади, сега може би е малку излезено од мода, па тие можат да ни кажат што е тоа, па ние да се прилагодиме на нивното, значи важно е да бидат слушнати и важно е да им се даде простој, тие да ги креират нештата. Нормално, нашата улога е тука да сето тоа биде во одредена рамка, со одредени насоки, за сепак да ги промовираме, да речеме, те позитивните вредности кои што секогаш се во мода. Значи има работи кои што колку и да се менуваат времињата, останале позитивни. Пред крај сакам да прашам кои се плановите за Висши театар за 2026, дали ми се каже што може да очекуваме, кога ќе биде да сетиме? Така, да, супер. Значи, сакам да напоменам дека минатата година, 2025-та, славивме 10 години јубилеј, успешно организирање на меѓународниот театарски фестивал Висши театар. И по повод тој 10 годишен јубилеј направивме заедничка представа со овие 5 организации кои што ги споменав од Црна Гора и од Србија. За жал изостави само организацијата од Тренин од Босна и Херцеговина, но ние сите други направивме заедничка представа. Значи, замислете вие представа од 5 општински организации од различни градови, различни глумци, но иста представа. Значи, беше навистина совршено, се викаше Балкандром и тоа ни беше некако идеја за 10 години јубилеј. Знаевме дека ќе ни е предизвик, но се потрудивме и го направивме, повеќе работевме онлайн, но на крај навистина бевме да речам добро примени од публиката и сега продолжуваме со таа редовна, да речам, театарска година, односно тоа значи дека во јуни ќе имаме повторно Висши театар, веќе 11-то издание, на кој што може да очекувате слободно од 4, 5, па може би 6 представи од различни градови, значи Охрид, овие наши пријатели што ви кажав во странството, и тоа заборавив да го кажам дека понекогаш учествуваат и представи од волонтери на Црвен крст од други градови во Македонија. Значи сме имале гости од Битола, од Крива Паланка и така натаму, така да може да очекувате представи. Ќе биде средината на јуни, како што кажав. Мислам дека ќе биде вториот викенд, но сега не ме држите за збор, бидејќи не сме уште дефинирале скроз датум. И тимот е во подготовки. Не можам да ви откријам која ќе биде представата, имаме сега неколку идеи, но во секој случај ќе биде представа со нашите волонтери од Охрид, ќе биде нешто интересно, атрактивно, имавме идеја и замисла и за мюзикал, но не знам колку сме спремни ова година со таа идеја да одиме. Ние обично веќе во вториот, третиот месец го имаме готово сценариото, па почнуваме со проби. А сценариото го пишуваме сами, така да веќе во овој период сме во дефинирање на костурот на представата и пишување на сценариото. Добро, и за крај со една реченица, како театарот влијае на младите и еве на тебе лично? Во секој случај театарот влијае позитивно и на мене и на младите, и како поврзан тоа, бидејќи позитивно бидејќи ме како личност, сметам дека и нив ги храни, но од друга страна ми дава и мене простор, но и нив да се изразиме на еден поинаков начин, но сепак да ја кажеме ете таа позитивна порака што сакаме да го предоставите. Милежи, фала ти премногу. Да ме беше мило. Фала и ти ви посакувам успех со проектот. Фала.